Доцни сеидбата на ориз во Кочанско алармираат оризопроизводителите. Поради ненавремено пуштање на водата за наводнување, тврдат им се заканува уште една катастрофална година. За разлика од лани кога во овој период оризот беше насеан, годинава нивите се суви, се жалат земјоделците кои објаснуваат дека поради лошите политики се на работ на екзистенцијата. Нема вода. Као што пуштат, што ќе пуштат водата, кој знае кој ќе ждеме после. После там кој септември, октомври така ќе се ждеме. Со овој темпо, секој се работи до 25 може и до 1 јуни, значи ќе сееме ориз. Сеење после 10 и 15, значи евентуално 15 мај е ризик каква есен ќе биде после. Ние за тоа имаме проблем после и со рандамано, со принос. По 5 пати се преработува. Кај ни е крајот? Ори, дрве, спремај нивата, еве сега ги Зошто ги по 5 пати преработувате нивите? Па затоа што на време не се пушта водата и травата сама појде. А ориз у трава никогаш не биви. После не може да ги спрскаме, па плевелите не може да ги уништиме. Друг проблем што ги тишти оризопроизводителите се неисчистените вади и канали за наводнување. Па те гледаш, секаде се такви. Не може вода да помине, ни ништо. Вода не може да помине, не е човек. А пари тражат. Водата пуштат и кој како знае така се снаѓа. Ништо не функционира. Овие се наредки 60 години. Немаме ни еден прелаз, еве сами видите како тракторите па ги тука ги кршат. Од Водостопанство Брегалница контра оризопроизводителите сметаат дека станува збор за политичка игра. Проблем со овогодинешната сеидба нема, а водата се пушта согласно распоредот. Што се однесува пак до каналите, само годинава се исчистени 230 километри од нив. Досега се посејани околу 50%, а годинава површините под ориз во Кочанскиот регион се намалени за 1000 хектари.